Какви последици може да се соочат во текот на животот, како да се превенираат ваквите случаи. Подоцна во вестите на оваа тема Елизавета Галевска ќе разговара со доктор Ѓорги Чадловски и Драги Змијанац од Меѓаш. Останете тука. Токму на оваа тема ќе зборуваме за последниот случај на инцест во Велес. Случај кој што ја шокираше јавноста во Велес, но и целата македонска јавност. Едно прашање за вас, господин Змијанац. Каде да ја бараме одговорност? Одговорноста пред за ваквите настани, за ваквите случаи. Најголема одговорност има мајката, која по континуитет овој татко ги силувал трите керкички и тоа траело многу време. Значи невозможно е мајката да не успеала да детектира што се случува со незините три керки. Можете да замислите каков е тој ужас. Ово радоскрнавање да ја трае 6 години мајката да не знае. Второ, соседи, роднини, пријатели кои би требало да ги препознаат несоодветните однесувања на децата, да го пријават тоа на време. Трето, многу клучно, центрите за социјална работа. Ова семејство биле корисници на социјална помош и центрите покрај социјалната помош требале да имаат увид во ова семејство, во ризик дисфункционално семејство, се со намера рано да го откријат и да го превенираат насилството. Сега, откако се докаже дека станува збор за родоскрнавање, сите санкции кои ќе се преземат... Случај во Македонија. ова се повторува во континуитет. Други вакви... Минатата година татко со свој другар силуваше со право на видување од страна на Центарот за социјална работа 7-годишна и 8-годишна керка. Пред тоа од Богомила таткото, керката со лесен хендикеп и низината другарка, кои исто така оделе во Маца Овчарова, била силувана. Примери кои што се повторуваат. Значи се повторуваат. Што нешто се повторува, не е тешко да се дојде до заклучок дека отсуства функционална заштита на децата од страна на државните институции, граѓаните, граѓанските организации и сите индивидуалци. Господин Чадловски, каде вие го гледате проблемот? Па каде го гледам проблемот? Проблемот го гледам како гангрената на завчера на она старичка, за која што рековме каде ќе биде проблемот или како ќе го решиме, па ќе го решиме со ампутација. Овдека е тешко дека ќе ја решиме со ампутација. И можеме сега да зборуваме за нивна рехабилитација. Меѓутоа, дајте еднаш да зборуваме за превенција. Да го превенираме. Знаете, дојде мечка и на наша врата. Знаете, овие случаеви, мислиме дека се така ретки, а више нема да бидат така ретки. Се усложнија социјалните состојби, економските состојби, па и менталните состојби. Мислите дека влегуваме во еден круг на настани и случаи кои што, да речеме, на некој начин доаѓаат како увезени? Ама не можеме да бидеме ние надвор од тоа што се случува во светот. Да се разбереме, ова не е последица на една партија, па на друга партија, па сега да завртиме политички тема. Зборуваме за системски проблем. Тоа е еден системски проблем каде што не постои институција која ова ќе го превенира. Колегата зборува за институции социјални, а никој не спомна каде е институцијата Институт за ментално здравје. Само Центарот за ментално здравје ги решава овие состојби. Тоа е Сакате да кажете дека во Македонија, бидејќи нема такви центри? Има еден мал центар кој што се обидовме да го правиме пред 30 на 40 години, кој се уште обстои и кој стана за жал едно оделење на Здравствениот дом Скопје, тој е Центарот за ментално здравје за деца и младинци, и кој што во овој момент, адекватно на вашето прашање да ви одговорам, е само он адекватен да го Значи не треба повеќе вакви центри? Не постојат центри и институти кои ќе се бават со превенција. Разбирате, во тие институти има социолози, психолози, генетичари, педиатри, психиатри. Јасно. Кои влегуваат во таа куќа. Овие деца сега се во згрижувачко семејство. Што потоа? Што со нив? Згрижувачкото семејство. Кои ќе им нареди да ги однесат во Центарот за ментално здравје во Скопје? Треба да ги носат. Во Центарот за ментално здравје постојат програми за рехабилитација. Разбирате, научни програми за рехабилитација, каде што постои и можност за идно расстройство. Не мора да е сегашното расстройство. Бидејќи не е тајна дека огромен процент на причините за најтешките ментални расстройства се стрес состојбите во раната детска возраст. Прашање за вас, докторе. Овие деца ќе бидат травматизирани, ќе имаат последици во текот. А дали ќе имаат последици? Немојте што од сега. Ќе имаат последици ако ги заречеме. Ќе поминат низ рехабилитационите центри. Знаете, денеска во Хрватска најпопуларни се рехабилитационите центри за стрес состојбите од војната. Ние овде немаме никаков стрес овој таков центар.
Немаме тие тоци институти или центри за ментално здравје. Слушнавме профилот на македонскиот фрицел, како што ние медиумите го нарековме таткото на девојчињата. Мирен, повлечен човек во јавноста, монструм дома. Што Знаете говори како тоа? сега, нас психијатрите многу не плаши изразот монструм, лаички. Човекот може би е ментално болен. Одредени индикации за таа повлеченост и така натаму, пак мене ми зборуваат и за потешко душевно расстройство, една за шизофренија. Не би можел да кажам. Меѓутоа, мене сега болен од шизофренија не е монструм. Во лаичкиот свет може да е монструм. Меѓутоа, тој треба некој да го детектира. Најмалку се тие кои што одат на преглед да речат, извинете, јас сум болен од шизофренија. Мене ме боли срцето, ставите ми байпас или стен. Што со мајката? Знаела? И мајката е болна. Вака, она што нас многу не изненадува и покрај тоа што се зголемија казните кон педофилите и кон родоскрнување, татковци и родители и така натаму, што многу не изненадува, само 2009 година имаше за краток период од 5 месеци 11 случаи на родоскрнување. Значи, родителите, децата кои треба да ги заштитуваат, да ги чуваат и да внимаваат на нив, ги силуваат. Казните како репресивна мерка очекувавме дека ќе има и превентивен карактер, дека луѓето, односно родителите, најблиските нема да посегнуваат по своите деца, плашејќи се дека можеби ќе добијат и доживотна казна затвор, како што прочем овој родител со такви три кривични дела да ги силува децата во континуитет 6 години и мајката физички да ја малтретира и да ја понижува, навистина заслужува највисока казна. Значи, не се доволни казните како превентивна мерка, очигледно треба превентивни програми и треба повеќе социјални работници да се на терен, навистина, а таму ако иделе во училиште децата, посебно поголемата керка да... Дали вие како медијаши ќе се вклучите во... Нашите заложби се јасни. Социјалните работници на терен, рано откривање на вакви состојби, строг надзор и навремено одземање родителско право доколку имаме неодговорни родители. Тоа е најдобра заштита за да не се случи најстрашното. Ви благодарам. Може ли само нешто да додадам? Повелете, кратко. Немојте ова да го сватите под обична педофилија. Да се укине инстинктот родителски да силувате сопствени деца, тоа е многу над педофилијата. Тоа е веќе потешко ментално расстройство. Реперкусиите не треба да бидат само казнени, пенални. Ако е расстройство, треба да се детектира и да се лекува. А ова се мириса на тоа. Ви благодарам, доктор Ѓорги Чадловски и драги измјанец, гости во Вести на Канал 5. Ке видиме како понатаму ќе се одвива целиот овој случај. Ние во продолжение ќе пуштиме и дел од атмосферата денеска во Скопската населба.